Кажи ми како да те заборавам. Кажи ми, кажи, или да ти простам пак. Од едно лето ја спомени носам, во очи солзи две. Само кажи бај бај, заборави се. Ти си мое лето и зима, мала тајна скриена, страшна бура што се спрема, а на изглед невина. Ти си моја вечна тема, книга непрочитана, пред тебе јас имам и трема, само шанси нема. Кажи ми како да те заборавам. Кажи ми, кажи, или да ти простам пак. Од едно лето ја спомени носам, во очи солзи две. Само кажи бај бај, заборави се. Bye bye, zaboravi se. Samo kaži bye bye, zaboravi se. Да ви кажам искрено, како што е празен базенот, празна ми е и душева во изминатава година со оглед на тоа дека не можеме да седнеме, да се распееме и убаво да си поминуваме онака како што паметиме. И знам дека веќе станувам досаден со муабетите, но упорен ќе бидам додека не почнеме да се враќаме барем во некаква нормала со овие работи. Веќе и од најавната шпица и од спотот забележавте за кого станува збор во однос на интервјуто. Пред само да да ја поздравам и да го означиме почетокот на овој интервју, морам да кажам дека песната која што ја слушавте, намерно ја избрав од сите, иако имав сериозен проблем која да ја изберам од песните на Мијата, почнувајќи уште од многу одамна од Верувам во себе и така натаму се следно, ама Бај Бај ми е една од поомилените македонски поп класици воопшто во Македонија, иако е многу малку позната за општата јавност. И еве Мијата одлучи да ја направи позната и за новите генерации. Добро утро, Мијата. Добро утро, Огнен. Како си? Шубаво ми најави с полајти. Добро, па мора малку да ведрината, мислам дека многу ја изгубивме. Па се трудиме се еве да ја возвратиме. Да, ма не дури и на екран, дури, значи, генерално некако не остана простор за музиката, за уметноста, за... Сега вака, ти пошто си од водителска функција со маска, вела дека не би со маска, иако носиме очите ако ти се смеат, да. дека доволно е, а тебе ти се смеат, што е добро, значи ведрината не си ја загубил и драго ми е што сум кај тебе, гостинко од Тринава.
Добро ли си? Добре сум, како ви кажат, малце турбо, Да. со нели овој промотивниот дел да се испочитува, меѓутоа посткоронски ми требаше едно време, Да. месец и половина да се возвратам онака во полна ратна спрема за да влезам во проектот наречен Маска, за кој што ќе правиме муабет, меѓутоа еве сега да кажам, и со антитела, нели, и со преглежано, и со снимен спот, и со се, душата ми е полна и мислам дека тоа е најважно. Нема многу да те прашувам, само ќе те прашувам дали лесно го помина прележувањето на короната. Средно. Така? Средно, значи јас бев на сценарија со висока температура, преку 10 дена. Интересно беше што јас и сопругот бевме болни во исто време, што беше шокантно за нашите деца, затоа што никој пат не биле и таткото и мајката болни. Меѓутоа, ете, куртуливме, добре. Супер. И тоа со дедимерите не го имавме тоа сценарио. Сега да видиме Косова дали ќе ни падне. До кај сме тоа, експериментот за морчињата, ама тоа е. Добро. Има опции веќе денес во 21 век и да се случи тоа. Еве ние што сме веќе без коси, Гледа не фатите корона. А иначе имаме таква група една коронашка на Facebook нема што, и само нема се што да падне допишуваме. веќе кај мене и да. Добар си, ајде. Ќе тераш. Да. Имаме група на Facebook и само пишуваме коса да докае, вака, сите пост Да, коронски симптоми. Врска тоа е. Експеримент. Ти недостасува ли во изминатава година и музиката, и уметноста, и генерално, мислам, вака сега, да бидеме искрени, воопштено гледано, на македонските медиуми веќе уметност и култура скоро па и да не постои. Зошто За жал, е тоа ќе така? констатирам, ако бидејќи сум од медиуми, еве ќе да, ние сме виновни. Добро. За тоа потоа. Да. Добро. Но дали лично ти недостасува, например, бидејќи од секогаш за македонската музичка сцена си важела за човек кој што си тера кејф. Да, така е. Значи, едноставно, нема тука, чекај сега правило било да извадам песна, па мора Апсолутно. спот, па албум да спремам, не. Или пак морам овој жанр да го терам. Да, или сега морам да се појавам на оваа гала вечер да ме Да. видат. Значи не, апсолутно така. Да. Значи, си тераш кејф и некако тоа трасирање на патот те одржа... Па еве, доста години су. Да. Па јас почнав, идол беше 2005-та, меѓутоа верувам во себе беше 2007-ма, имав преходно некој Па настап затоа, на... тоа што 15-ти на ајде години, да кажеме, од отприлика. 2005-та, веќе имаше една ситуација кај што нели, терам јас, одам на работа, се качувам во јат, ме чекаат у Белград, таму кореографии спремаме, снимаме, настапуваме, ноќе пак се враќам, утре дента на работа, втора смена, значи тоа беше хаос. И испаѓам од шоуто, таму до топ 10, и одам у банка комерцијална нешто, си Добро. плаќам тековно, си подам со книшки беше тогаш, немаше уште беше. оние Да. банкарски. Подавам огнен и завршува господјата, тап, ми дава пари, со вика, да знаете дека многу бевте добра, гласавме за вас. И ја тогаш се освестив дека Јако. уствари многу. Тогаш прво ми беше онака освестување, викам, аха, значи јас сум допрела до публиката, затоа што кога си внатре во целиот бубањ, да. не знаеш што се случува. Немаш допир никако. Да. И тоа беше онака освестување, така да можам да речам дека 2005 ми била онака година кога сум почнала да комуницирам со публиката директно. Знаеше ли дека ќе сакаш да бидеш експериментална во жанровите или ти велеа абе оди си сигурно, знаеш како што велат најчесто, најди си работа во администрација, рад да си Или бидеш во сакаш да животот. даеш отказ од банка да не си пореметен. Да. Јас, не, многу имам такви интересни моменти. Прво од самата средина од кај што потекнувам, нели, дома, кога правев волшебства. И мајка ми вика, Моринате, шо е оваа песна 3 во 1? Шо е овој текст? Демек ова, она, вака, така. Оди Копров, нека ти напише песна. Така? Нека ти напише Копров песна, какви се овие Што е, вика, експерименти? овие глупости, вика, ајде, молим те. И јас фактички дома, пошто тие ми се нели најсилните критичари, кога дома ги убедив дека јас ке си го правам кефот, после беше поедноставно публиката, мојата публика е нели избрана, Да. не секој Да. ме разбира и ме прифаќа. Сега па после Маска кој знае што ќе бидат реакциите, меѓутоа јас некако имам друга цел од типот, тоа уште со Небеска кога го правев албумот, се убедив дека јас како медиум не би ги добивала тие музички пораки од горе, ако не треба да ги снимам, да ги пренесам и така натака.
дури понекогаш се чувствувам како Арџуна, онака како предвесник во некои работи, што не секогаш се тие разбрани луѓе. Ја не чезнеам да ме разберат 100%. Доволна ми е оваа публика што има. Она што е интересно конкретно, например, кај тебе што ми се допаѓа е што многу често чувствувам како наблюдуваш на твојата музика, како слушател на твојата музика, дека некако се исцелуваш себе си низ музиката. Така е. Например, конкретно првпат тоа го забележав во преку Нема да помине, например, песната, и од тогаш сватив дека мијата се исцелува себе си преку музиката. Апсолутно. Истото го сваќам, например, сега и со Маска, Да. и со Регрет. Да. Значи, буквално чувствувам дека има некои работи кои што сакаш јавно да ги споделиш преку уметност, Апсолутно. ама и себе си да си помогнеш со тоа. И точно публиката знае во која фаза се наоѓам Да, според моите песни. не сакам така да објаснувам, ама така добро, е, да. ма така е, јас не би се бавела Да. со ова ако немав проблем да Така. бидам ако имав проблем да бидам експонирана. Значи јас сум ти онака отворена книга. Да. И кој ќе прочита, ќе прочита. А нема да помине токму така. Беше една... Јас не бев свесна дека тоа ќе има терапевско лечебно дејство на мене. По загубата на татко ми, јас имав многу малку, 19 години. И уште тогаш не бев свесна дека сите тие за една ќерка, оние мигови што викаат да те однесе до олтарот на свадба, дека треба да преиш Добро, после многу без рано, татко. 19 години, Многу, на тој вистина, 50 да. години имаше, Да. мислам, некако, како да речам, таман тргна работава, неискажани останавме. Во онаа релација татко и ќерка збору. Да. Или сите внуци, не ги запозна нити од сестра ми, нити од мене. Значи, сакам да речам дека така нема да помине. Тоа беше 2008 Макфест. Че јас уште не имав родено деца, меѓутоа морав некако да го заокружам тоа, за да можам потоа баш има некои стихови да научам како да давам. Да. Затоа што толку сум сега повредена, демек бев саштисана како ќе можам јас љубов да дадам како родител понатака Како во вака таква се, да. болка. Да. Така да тие песни се мислам дека во секоја песна има некоја специјална порака која што јас сум сакала да ја кажам и драго ми е вака кога ќе видам дека некој приметува. Многу ми е драго. А домакинска, например, пак има сосема една друга лепеза на критика во себе. Мислам, повеќе критика кон општеството. Маска, например, има дури и гнев натре во неа. Да. Домакинска беше порака према она една постара генерација жени југословенски наши. Значи тие се мајки, стрини, баби, тетки кои што си влегува во една состојба според мене тотално како успеа да ги измама така да влезат во една ситуација на надпревар која ќе е подомакинка, која поише ќе хекла, која поише ќе везе, ако не направи да купи шајвар, тоа било срамота и затоа мислам тука е таа една сатира, ајвар купуваме, пазарче не знаеме, значи тотално сме недомакини, недомакинки Не прави ние. шајвар? Море годинава направивме во Дубени Добро, во со пандем- мешалка специјална. во Да, во пандемијата што направиш? Во пандемијата, слушај, градинарство, хортикултура, домакински Леле, поправки, Како ни сум процвета, почнал ако растенија ќе да гледам, дома еден цит имам цел со растенија, никогаш не било случај со мене. Па добро, знаеш, тоа е можеби некои моменти нови кои што За пак не соочување. вратија во една по како викаат, минималистичка состојба, како што порано се живеело, сега некако огнен 100 на сат сме, па Да, и ние ама забегавме. мислам дека не сме биле дури ни свесни. Да. Мислам дека сме завлегле во тоа и дека ни било убаво. Да. И дека некако, можеби пандемијата не доведе до некакво ниво на свесност да... Јас по помаливе, Да. по short term memory, колку пати Да. ќе ти се случи тргнуваш со мобилниот, тргнуваш нешто да отвориш, да бараш, уште 100 работи те атакувале попатно и забораваш зашто си го земал. Значи тие се Еве состојби кои са што бајле, во рок од 5 минути заборавив дали се напив С витамин, затоа што помеѓу првото земање, после сватив дека сум се напил 2 пати. па добро, ако не е страшно ударна доза, среќа витамин што е С. С витамин. Не, се смеам. Ама Замисли да се други апчиња. Сите дојдовме во таа Да. ситуација и можеби е добар некаков рестарт што ни се случи во 20. Дали ова некако ми се погоди годинава, во секоја емисија сакам да имам некој од музичката естрада, да, многу сега сериозниот аспект овој. Чекај да се Да. спримам. Па види истата емисија и за политичари, и за амбасадори, така што Не, тоа ќе се договориме после емисија, како ќе направиш топ листа на македонска музика. Како знаеш и умееш, нешто молим те, да излеземе од
Политика, Веднаш политика. кога ќе завршам со емисијата, ќе влезам Во книга за впечатоци дај да запишеш. Да, книга на жалби, да, впечатоци. Жалби и поплаки многу така од порано. Дали мислиш дека музиката кај нас, музичката естрада, која што одвај некако животари со по некое појавување од некои од вас кои што сте од претходно, има млади кои што сакат да се протнат, а немаат каде, дека е потисната наспроти развојот на естрадата во соседните држави. Значи, Србија, Бугарија, Албанија имаат еден сериозен развој и раст на музиката, продукцијски, преку спотови, преку музика, преку фестивали и слично. Кај нас веќе дури и тие фестивали што ги имаме, одведали се пренесуваат и на телевизија, топ листи немаме. Тоа е жалостија тешка. Видеоспотови се прашувате ли за што правите и за кого правите? Се прашуваме и не сметаат дека сме налудничави. Значи, јас уште во младоста, пријатели мои, ќе ми рече, бе, шо се бавташ со музика, златна работа си имаш, не? Најако се такви моменти. Да, тоа кога ме праша, која ми е гостинка, така беше, абе, прашај го девојчето што му е со музиката, вика што бава работа си има. Да, е така. И меѓутоа има еден стих за многу повредни нешта сум родена. Значи не можеш ти да се укалупиш ако си на шалтер у банка да се поистоветиш дека само тоа си ти, ако си роден со многу други различни аспекти. Значи треба да ги испочитуваме нели максимално сите. Е сега за естрадите во околните земји ја не знам како преживуваат со посткоронски. Меѓутоа можам да ти кажам дека половина од работите што ги гледаме како производи од соседството се всушност снимаат кај нас. Значи, наши продуценти ги работат, спотовите наши луѓе ги прават. Тоа е така многу уште поинтересно. Така да ние, еви со оваа маска видеоспот, докажуваме дека имаме технологија на многу висок ниво. Меѓутоа, нашата бизнис сфера, која што треба да инвестира во музиката, затоа што така е некако сме цревно поврзани со тие сегменти, тие не се освестени и немаат сенс. Значи, нас мецените ни фалат. Не за естрадата, општо за културата. Например, зошто кај нас да нема, како што е хрватска страна А и страна Б емисија? Или ова три боje звука што е на РТС исто, тоа треба да прегледаш. Сакам да кажам, не само предница, задница. Значи, зошто да нема да си пуштиш онака да уживаш, да ти оди у позадина додека готвиш музика, да се надахнеш? Па гледам телевизија, ма сега кај мене знаеш како е, само цртани, дајте музика, петко и спорт. Добро, значи не гледаш. Значи јас така у позадина само ги пратам, сите песни ги знам од дајте музика и од петко, да не се, мислам, темувам, ги знам резултатите, Лига шампиони, во тексу. Ама многу одамна си имам откажано тоа задоволство. Многу ретко ако онака посакам па да седнам да пуштам некој филм да изгледам чисто за своја душа. Јас не гледам 10 години телевизија, така што нема и гајле. Не за тоа, се обидувам, нели, да ја сочувам таа чистина во смисла на мојот инстинкт да го сослушам да ми каже што е исправно во ситуацијата. Не вестите, не емисиите, не ово, значи затоа што ние имаме некаков апарат, нели, внатрешно, кој што ни кажува, аха, ќе се вакцинирам или не. Така да, не сакам никој да ми влие врз тоа. Дали уметноста, еве конкретно музиката кај тебе, треба да се концентрирам. е коректив на општеството? И дали ја има изгубено таа улога во изминатиот период? Да, ја има изгубена улогата, затоа што луѓето кои што ја творат музиката, не знам, баш правевме муавети со Били што ја го монтираше спотот од Урбан, соработувам со Urban Records, Artistic Production, ја му викам, Били овој ќе да е прв или втор спот у животот што не е хип-хоперски, викам, раперски што го прави. Значи, они се уподем, младата популација ги пие, ја гледам по син ми, значи сите ги знае песни од актуелните рапери, тоа е во ред. Меѓутоа, пораката кој што они ја праќаат, дали јас сакам моите деца да ја слушаат таа порака е прашањето. А, например, моите песни се, како га, 100% Природно. Природни, да. Многу добро, ми се допаѓа, мислам дека ти е соодветно име за следен албум. Може. 100% природно. Да. Мијата. И мислам дека нели пораката која што јас ја праќам во моите песни е
не е опасна по здравје, не е опасна по менталната матрица на слушателите. Напротив, мислам дека кога човек се бави со музика и кога го има оној момент, тоа е привилегија. Да имаш ти аудиција, односно да имаш публика која што те слуша, која што те пие, која што те почитува, тоа е голема морална одговорност ти да пренесеш нешто позитивно, а не да удриш кам шиците доле во ниските страсти. Така ја осеќам, очигледно не мислат другите сега, така. не, сега, например, се прашувам, бидејќи јас тука сум некаде со размислувањата, ама сега се прашувам дали можеби го немаме, еве ти и јас, истиот тој генерацијски јаз, кој што го имале, да речеме, не нашите родители, бидејќи со родителите бевме тука поблиски со музиката, ама да речеме бабите и дедовците во ставот кон рок-н-ролот. Дали овој твој став кон хип-хопот, да речеме, или кон денешната музика не е сличен со ставот на тие родени 20-тите, 30-тите кон рок-н-ролот? Сигурно, затоа што... Дали ние не сме веќе задрти во однос на размислувањата? Не сме задрти, знаеш што? Јас, например, немам проблем со трап битот. Трап. Значи, ме разбираш? Немам проблем со тоа што ти прави нагон за орги. Тоа во ред не е. Значи, што така, што се кодираат. Да, Тој немам да. проблем момент, затоа што тоа ќе им прави нагон за расплод, тоа е во ред. Да. Меѓутоа со текстовите, Значи, тука ми е текстови. кечот, затоа што рок-н-рол ти, например, пушташ I'm Alive, The Last Unicorn, или пушташ Nights in White Satin, или Ерик Клептон пушташ. Тие текстови, тоа е Библија за ова сега што се случува. Огнен, не зафркаве. Со текстовите е мојата забелешка. затоа- Немам проблем музички. Да. Значи, јас музички е во ред, има разни стилови, експериментални, нови жанрови за кои што... Добро, и би било чудно музички во однос на музиката да имаш проблем со оглед на тоа колку и ти самата експериментираш. Апсолутно. Значи, јас, например, кога сакам некоја песна да создадам, гледам кој е најсоодветен бит, жанр, пак да има некој НЗС гитарџиско што ќе лепи на мојот глас, ама не сум нели во на шината, ова е калапот, не излегувам. Напротив, знаеш и самиот, пошто долго време... Да. Дали може би сметаш дека ќе бидат многу изненадени луѓето од Маска? Бидејќи јас бев изненаден прв пат кога ја слушнав, бев изненаден затоа што почувствував нешто што од мијата ми е неочекувано. Вистина? Да, например, еве, нема да помине, ја разбираме болката, ја раскажа ти веднаш приказната зошто е песната направена и некако тоа беше јасно. Сега, например, Полетај има некоја тука сличност со како наговестување на Маска, ама, например, има во Маска, баш и тоа со тоа и со луѓе што разговарав пред да го направиме интервју, бидејќи ми требаја и други мислења. И Супер си, фала. И муабетите беа, малку чудна рече песнава. Не е за широки народни маси и малку така агресивна. И може би тоа е изненадување. Мијата со волшебствата, со панделка, со бај-бај. Гледај, Мијата има повеќе сегменти од творечката личност. Да, ама... Например, еве да кажеме, слушниме, во Верувам во себе. Чи Верувам во себе беше предвестие што се може мојата публика да очекува во моето понатамошно творештво. Дури кога ја правевме на времето со Валентино Скендеровски, ми вика што тие бе ова се вака, па така, ми викам чекај, од друидките се развива во шумата, подио класик рок, па викам на крај имаш джет авиони што е викам јака агресија. Значи, која та и идат у последните рефрени. Значи, тоа не е само Evolution of Rock, тоа е се што содржам јас и што понатака ќе го кажам. Есенцијата. Што понатака ќе го кажам во разни Може мои речи делови. пуштате. И, пример, Маска, за Маска, например, да биде денеска како што звучи, јас мораше да се приближам на 40 години. Че ја не сум можела на 20-25 да ја испеам Маска. Не само тоа. Е со тежина тоа. Не само дека како 40 годишна жена зборот повеќе ми држи, него онаа комоција да правам со гласот што сакам, да одам горе, доле, да сум комотна како изведувач, нели? Тоа треба малце да си како жена да се видиш до кај си, мислам како личност, не само како жена. Знаеш да се видиш до кај си, што си, како си. Пред 10 години не би прифатил ризици да влетам без да знам зашто влетувам в студио. Сега веќе ме ставате во рок од секундата, точно знам Јасно ти. Комотен, значи таа комоција во своја кожа. Да. Значи
те прави. Прво сум поминала години кај маестро Горан Диновски часови за глас. Понатака, например, јас дојдов на почеток од мојата кариера, дојдов во една ситуација кај што креирав песни кои што ја не можев да си ги испеам. Вистина? Вистина. Значи да тоа е- одам тоа ми е- специјално, значи Да. јас имам например баш за да можам, имаше една песна на Макфест. Значи ја слушам како Сан Ремо, а немав уште капацитет, комоција, Да. апсолутно на оваа тема. Одлично да може. Сега Маска, пак ќе кажам, мијата со 20 години немаше да може да ја испее Маска. Маска е трансформација, значи сакаш да сум вредна, сакаш да сум чинна, значи да трепкам, па рамени да ридам, по кеф да ти бидам, а уствари човече имаш лав дома, искористи го. Значи тоа е онака порака која што е упатена во патриархалното општество и стеги што немаат укалупено ние. Јас пораснав во една генерација кај што ти викаат: "А, за да бидеш успешна треба да бидеш мајка, да имаш завршено возење, треба ова да направиш, Така е. без факултет да не искачаш, вака да правиш, да си." Имаш стандарди кои мора да се исполнат. И затоа тие 6 жени танчерки што се од Dancers United, они се всушност тие алтер ега на македонската жена во наводници. Значи едната е заводничка, другата сега во е моментов се супер. викуваат, да. Едната е заводничка, другата е воинка као хероинка, едната е уметница, другата е мајка. Значи имам едната е жртва, она што се држи жртва на семејно насилство, што и вика: "Трпи мори, трпи дома, немој да си мртнал." Не тепа, ама ме сака. Абе, чудо, Да. чудо. Значи, сакам да кажам, да, е автобиографски, меѓутоа е и како гласноговорник на жените тоа што ни се случува и стално што ни викаат: "Ајде бе, супер, вие што туку се жалите, само барате нешто изведувате" и така натака и така натака. Мислам дека така почувствував дека веќе е спремно нашето општество да се адресира тој проблем. Затоа можеби така излезе, нели, наеднаш. Интересно е што се, извини што те прекинувам, интересно е што песната некако, јас затоа и ја споделив вчера, прво од воодушевеност од самата песна, ама вчера и ја споделив на социјалните мрежи, бидејќи ми беа важни реакции од луѓе, да видам од кои профили на луѓе ќе има реакции. И тоа што забележав е дека станува збор за профили на луѓе кои што се феминистки, активистки за човекови права, Добро. но од друга страна, например, и луѓе кои што, да речеме, ми пишаа дека, например, им се погодила во соодветно време да го прикаже лицемерието кое што го живееме сега со пандемијата на социјалните мрежи. Например, некои го сватиле тоа како маската која што ја имаме на социјалните мрежи. Добро. Така си ја истолкувале. Тоа е убавината на Да. тоа е убавината на творештвото, нели? Да. Ти Особено пласираш. рефренот. Да, рефренот е апсолутно за тоа што ни се случува на сите. Значи има како повеќе делови во самата песна. Да, а плюс се Едниот објавува дел за време со јавна соба, случајот со она тоа што се ни погоди, случи. значи тоа се Зато- погоди непланирано, нели? Јасно, ама ти велам баш е... Со сопругот мој дома имавме баш разговор на оваа тема. Вика, значи, јас мислам дека тие што се веќе освестени жени, значи и ќе те разберат што кажуваш у песната, да, они ќе ти аплаудираат. Прашање е дали тие за кои што е наменета ќе се успеат да се освестат и да сватат у каква ситуација се наоѓаат. Ќе видиме. Значи, моje нели утопистички да верувам, да пласирам, да се надевам дека ќе успееме. Ќе видиме. Значи, маската, јас што ја користам како алегорија, што се случува. Всушност, барам да ми се даде маска, за да можам да се претопам во сивилото кое што ме окружува, да блендин, за да не мислам шо е ова, бе, чудно е цело време. Затоа што постојано моите идеи се или преидеалистички, или преутопистички, или пресум ја емоционална, или пресум нешто во розови очила, а всушност јас, ако луѓето, значи, само за момент сватат самите дека и они така мислат. Поздрав до Златица Кулам. Како ме напри за спотот цуцу муцу. Да. Ептен, многу добра екипа, да. Екипата со која што работев, многу беше битно да ме разберат, затоа што јас за прв пат застанав. Ме разбра. Затоа што за прв пат застанав како режисер и беше дали ќе се снајдам, ја не се разбирам у сите тие работи, а знам како треба да изгледа, нели?
Ја имаш визијата пред Имам, себе. да. Та исто и како и во студио кој ќе одам кај Дамир Пух и кај Наташа Миха, влегувам и почнувам да мафтам. Сега вака ќе биде, така ќе биде, онака и вака гледаат прво на почеток и после аха, ова разбирам. И еве, значи се разбираме, добри сме. Ако се сака, дали во денешно време се може да се успее и да се истрае, да се прави уметност наспроти комерцијала? Апсолутно. Само, јас не разбирам тоа комерцијала. Значи, зборот комерцијала, за мене, значи нешто што е често конзумирано. Ако медиумите често ја пласираат уметност и уметноста висока ќе стане комерцијала. Зборувам од аспект на комерцијала, да ја подразбереме повнатрешно во која смисла го кажувам, од аспект на тоа да твориш нешто што не е за тебе, ама го твориш за тоа што... Го сака народот? Да. Не сум била во таква позиција. Ја знам, затоа и Не те знам, прашувам. Не знам. Ама слушај, ја не сум почнала се бавам со уметност да се омажам. Тоа исто мора да го сватиш. Така да, Одличен што ми е коментар. мене гајле Да. другите. Затоа и на почетокот ја очекува? почнав емисијата. Мијата од секогаш си терала кејф со музиката. Да, и јас кој ќе видам дека луѓето ме разбираат, сум пресреќна. Затоа што значи дека има се уште глупо да кажам надеж. Не, например, помладата публика не ме разбира, не е заинтересирана да ме разбере, меѓутоа како истите тие почнуваат да стареат, да созреваат, се извинувам, ќе ми пишат, леле, Мијата, јас пред 10 години тебе те слушав, не знаев шо е на оваа, а сега сваѓам колку твоите песни се со значење. Има таква музика каде што и луѓе ви велат, еве ти ја музиката, но ќе дојде одреден период од зрелоста каде што ќе можеш да ја слушаш. Имај си ја од сега, бидејќи треба да ја имаш слушано. Јас, например, и детски песни сум пишувала и за Златно славече и, пример, кога пишувам исто песните, еве, тоа што викаш комерцијала, наменски. Јас само си влегувам во фолдерот Мијата дете и си ги вадам состојбите и си ги опишувам. Не е дека тоа го правам, Панделка. што сега сакаат децата. Панделка. Да, не размислувам тоа. Дали сега за мобилен телефон да напишам песни. Не правам така. Одлично. За крај, само ме интересира, дали воопшто имаш правено некакви планови со оглед на целата оваа ситуација во која што живееме, а е непланирана? Имам. Преако, сподели. Сакам албум да извадам до крајот на годината. Полета и ќе биде на тој албум. Пак ќе дојде во студио и порано. Да. Ти благодарам. Маска ќе биде. Значи, тоа ќе биде албум кој што за разлика од Небеска, првиот албум, каде што Мијата беше љубовна, романтична, идеалистична, утопистична, пак ќе ги употребам тие зборови. Во вториот албум 100% природно. Предобро. Ќе биде Мијата по-реалистична, по-освестена, можеби гневна, ама и љубовна, немој да мислиш Добро, дека ама- ќе излезе тоа само... Тој епитет мислам дека треба да се задржи, тој Апсолутно, аспект. не, без љубов ништо. Да. Џабе живееме, тоа да не го забораваме. И од таму и целата, нели, инспирација. Така да во овој втор албум мислам дека ќе биде само отслика, нели, повторно автобиографски тоа што јас го поминувам, заедно сите сме во иста каша, со пандемии, со експериментални програми, со онлайн училишта, со чуда врагови. Така да мислам дека во тој албум, кој што се надевам дека до крајот на годината ќе го завршам, Да се надеваме. да сме живи и здрави, и се од кај зависи знаеш. како ќе поминат онлайн часовите. Не само онлайн школството часовите, дома. да не испадна сите коси. Леле, ништо нема да ви биде. После- Од искуство перика ти ќе кажувам, ништо нема да ви биде. Тоа е само вака напред останато, позади веќе нема ништо. Меѓутоа, значи, јас како извидувач во тој албум и како автор, ќе бидам како гласноговорник. Така. Како воин и тоа е и тој прстен на носот маска кој што се најавуваш, да, всушност, и со се полете без- се најавив. Да. И ќе има така еден како сиквел, серијал во спотовите на различити хероини кои што ќе се појавуваат, а кои што ќе бидат сушност различни алтерига на мојата личност. Мијата ти благодарам многу за гостувањето Фала, и за од тоа што Јаневци. одвои време. За тоа што одвои време од наутро да ни гостуваш.
И, значи, наскоро ќе се видиме. Албумот, кога ќе биде? Наскоро до крајот на годината се не ми Бе, прави него март, притисок. него март Абе, каде е? каков март, чекај се, ова има да се врти, чекај да одморам. Ќе издаваш нова песна во меѓувреме? Ки издавам. Па значи ќе се видиме наскоро. Ама не одма. Не. На лето, на Бре. лето. Мене тоа ми е блиску. Знаеш што е за мене? Јас сега за март договарам емисии. Браво. А лаврсен да имаш стално. Почитувани гледачи, ние се изнаправивме муабет за маска, малку видовте во инсертите, ама сега премиерно еве на телевизија 24 го промовираме спотот за песната Маска од Мијата. Останете со нас, бидејќи второто интервју ние за театарот за деца и младинци, со оно што трае веќе 30 години. Останете.